Зоран Заев е главата на криминалниот октопод, вели во интервју за Експрес првиот човек на ВМРО-ДПМН. Според Христијан Мицкоски, власта залудно сака да ја индивидуализира одговорноста за криминалот, и тоа не само на неколку луѓе, потенцирајќи дека се работи за организирана група, и тоа која вклучува луѓе од блиското опкружување на премиерот. Мицкоски во интервјуто ја коментира изјавата на Заев за тоа дека сите биле еднакви пред законот, додавајќи дека ако тоа е така, зошто тогаш Катица Јанева не е во притвор, а Заев не одговара за бројните скандали. Според него, Катица со дел од незините соработници се најверниот слуга на Заев, а скандалите кои ја тресат јавноста говорат за тоа дека само луѓето на Заев и самиот тој мислат дека се над законот. За мене најголема контрадикторност е главата на криминален октопод како Заев да зборува за владење на правото, а во позадина да имаме случаи на сомнеж за милионски изнуди, политички хајки, разговори за подкуп на Вартоломеј и да се спроведува подкуп по принципот на Мирчо Свињарникот, евро за Заев, евро за вицето. И сега, ваков човек има најмалку кредибилитет да говори за правда. Додава во интервјуто Мицковски и вели дека Заев е најголема закана за европските интеграции. Лидерот на ВМРО-ДПМН директно го повикува Заев да одговори на редица прашања кои отвораат сомнежи за криминалните дејанија на власта. Дали е точно дека силата на Катица Јанева доаѓа токму од премиерот, кој во една прилика, охрабрувајќи и вели «Не се секирај, се ќе биде во ред». Дали е точно дека при средба во домот на првообвинетиот, заедно 6 гостин е висок функционер од редот на СДСМ, во друштво на специјалниот јавен обвинител Катица Јанева, и во тој дом се договараат обвиненија и понатамошни постапувања по тие обвиненија? Дали е точно дека политичка заштита на пипците на овој октопод се високи функционери од врхушката на власт од редот на СДСМ, во јавноста познати како псевдонимот Фрики и Кики, а се со цел да обезбедат дополнителни финансиски и други бенефити за себе и за останатите кои се денеска во притвор. Лидерот на ВМРО-ДПМН вели дека по однос на изјавата на Заев дека нема да исполнува желби за предвремени избори, Мицкоски вели: Заев кажуваше многу работи, па потоа ретерира. Прво, не се работи само за моја лична желба, туку за единственото решение за целата оваа ситуација и одглавување на изгубената држава. Второ, ова е негова изјава со која става до знаење дека знае дека ќе ги загуби изборите и затоа не сака да разговара. Мицкоски заклучува и не очекува оваа власт да се вразуми, да почне да работи и Заев да стане чесен. Вели дека се друго е за очекување, но со секој чекор вели дека ќе продолжат да тона зашто тоа бил незапирлив процес.